но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која Андон, ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи. Мислам дека не треба многу да најавам темата. Сите претпоставувате дека на овие дебатни мисии во сите медиуми најмногу се говори за постизборниот период, за ситуацијата во која сега се наоѓа Македонија, каква влада не очекува, кој прв ќе составува влада, иако ДИК обзнани официјално ВМРО ДПМН 51 мандат, Социјалдемократскиот сојуз 49, но тоа не е доволно веројатно за партиите да надаваат кој ќе биде во предност да формира парламентарно мнозинство. Но дотогаш има уште неколку чекори, а денеска ДИК им ги додели уверенијата на новите претеници. Пржинската влада замина од политичката сцена, но се чини дека Пржинскиот договор се уште е на сила, така и ја насловив емисијата. Веројатно тука негде кај ќе се движи политичката ситуација во Македонија. Но да не заморувам многу, мои вечерашни гости, господинот Оливер Андонов, Вечер. да речем по подлого време како политички аналитичар, денеска би заврши мандатот дополнителен министер, така, во Министерството на Дополнително внатрешни заменик работи. министер во Министерството за внатрешни работи, да. Така, и господинот Алберт Хани, од невладиниот сектор или политички аналитичар, прв пат во ТВ Нова во аргументи, но не и последен, се надевам. Секако. Благодарам многу на поканата. Ви благодарам вам што дојдовте. Господин Андонов, ќе почнам со вас, бидејќи сте дневно актуелен на некој начин. Значи, заминувате од оваа позиција, заминува и Оливер Спасовски, заминуваат министрите од СДСМ и дополнителните заменици министри. Фактички, оваа пржинската влада за спроведување на изборите, како што беше договорено, треба да се замине, но сега не е иста ситуацијата. Не се враќаат истите министри од претходно. На чело на Министерството за внатрешни работи Агим Нухиу од ДУИ, ми се чини на власт. Ќе го води Министерството. Ајде генерално, значи, дали оваа влада во која вие бевте дел, оваа техничка влада, си ја заврши задачата што ја беше доверена? Да ја оцениме на кратко. Таа беше краткотрајна и една кратка оценка, беше важна улога имаше. Една од потешките работи кои треба да се даде за изминатиот период е токму да се даде на оценка дали техничката влада за спроведување на избори или влада за спроведување на избори, како што е полниот назив, ја заврши работата во однос на оценувањето е доста тешко да се даде, дали да се даде оценка од 1 до 5, од 5 до 10, не знам како. Тоа е неблагодарна работа која многу тешко може некој да ја даде како оценка, но генералниот впечаток е дека работата се заврши. Штом се заврши изборите, штом имавме мирни избори без инциденти, работата се заврши. Целта со која беше владата формирана се исполни. Се спроведува избори за избор на пратеници на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија. Како функционираше таа е веќе едно друго прашање. Со кои тежини, со кои комуникации, односно некомуникации, со кои политички цели Социјалдемократскиот сојуз на прво место влезе во таа влада и како ги користеше позициите министер во техничка влада, односно технички министер на едно друго место или дополнителните заменици министри како функционира, промените кои ги направи внатре, чии последици долго ќе ги чувствуваме уште во министерството, некои недоречености кои остана измеѓу законот и измеѓу она што се нарекува толкување, е работа која веројатно премногу е рано да ја
денеска токму оценуваме, бидејќи токму и денеска заврши мандатот на дел од таа влада, не на целата влада, и предовме во една влада техничка, каде што всушност таа е цела влада во оставка и се чека формирање на нова политичка влада. Како ќе течат понатаму работите во однос на извршувањето на функциите, ја го спомнавте колегата Агим Нухил, кој како заменик министер за внатрешни работи сега доаѓа на една позиција да ја врши должноста министер со многу и законски, но и секако технички ограничувања кои ќе ги има при вршењето на должноста, бидејќи до формирањето на нова влада има многу работи кои се поврзани со изборите, посебно околу кадровските промени, финансирањата и така натаму, но секако и според Законот за внатрешни работи, чии измени за Министерството за внатрешни работи, чии измени стапуваат на сила по нова година, каде што има некои други моменти кои се нови во однос на организацијата и функционирањето на Министерството за внатрешни работи, но тоа не важи само за Министерството за внатрешни работи, тоа воглавном ќе важи за сите министерства, бидејќи целата влада до изборот на нова политичка влада мора да функционира на еден таков начин како што е всушност да го задржи континуитетот на извршната власт до политичкиот момент на формирање на влада. Господине Хани, базичната премиса во создавањето на оваа техничка влада за спроведување избори беше со посредство на меѓународниот фактор и пред се дојде како последица на недовербата меѓу двете или четирите политички партии дека овие избори кои што ги поминавме дека нема да бидат спроведени на најдобар можен начин и таа требаше да функционира на начин на кој што ќе требаше да се стекне еден доверба барем кај граѓаните дека бидејќи ги има сега сите четири инволвирани страни внатре дека ќе се надгледуваат себе си дека заради тоа нема од што да стравуваат граѓаните дека изборите ќе бидат во ред. Но се покажа дека, како што вели Андонов, како функционираше, тешко да се оценува, тешко функционира. Ние бевме сведоци дека беа како рогови во вреќа и министрите, и замениците, дополнителните, од кои причини јас не можам да давам оцека, не е тоа моја работа, тоа е ваша. Но ако беше тоа еден штих проба наметнато од странците, дали во Македонија овие лути непријатели можат заради интересот на државата да седнат заедно да владеат како да кажем, како предигра за можеби во иднина, бидејќи сега се наоѓаме во една тешка ситуација, како ќе функционира? Дали го положи тестот на заедничко функционирање, како што велат странците, да го стават интересот на државата пред партискиот интерес? Ваш став околу тоа? Да, јас ценам дека ова беше голем предизвик за владата, но и уште поголем предизвик за политичките партии кои што креира таква хаотична ситуација да едноставно рачунат на својата некреативност. Го кажувам ова пред се затоа што Македонија веќе подолго време се наоѓаат во еден хаос кој што креира поголема недоверба кај граѓаните во однос на системот, во однос на државата како таква и таквото неверување ги стави на маса политичките лидери. Сега во недостаток на креативни идеи, би рекол, во недостаток на интелектуален капацитет, нормално е дека може да се размисли дека овој предизвик е тежок и ќе биде уште потежок во други констелации, во иднина. Меѓутоа, јас сум оптимист дека ако се надминат теснопартиските интереси и се фокусираат политичарите и целата политичка номенклатура, било тоа да е македонска или албанска, се фокусираат на државни интереси, тоа многу полесно би функционирало. Тоа би значило дека работите како што беа, например, врзани за Пржинскиот договор, не би требало да се гледаат како наметнување, туку би требало да се гледаат како начин на решавање на спорови. Ние за сега не сме покажале капацитет да се справиме со потешкоти од поголем карактер. Затоа сме рачунале на помош, односно условно да кажам притисок од меѓународната заедница, затоа што непопуларните одлуки кај нас за непопуларните одлуки секогаш кај нас се барало легитимитет од страна на
странците. И тоа не го правеле само некои политички партии, го правеле сите, буквално сите, кога донесувале непопуларни одлуки. Но што сакам да кажам? Сакам да кажам дека да, ова беше еден голем тест, можеби не успеа да комуницираат многу добро внатре, се очекуваше и тоа е скроз нормално, затоа што интересите се судрува внатре. Верувам и знам колку би било тешко да се работи во Министерството, например, за внатрешни работи, да се комуницира на поотворен начин, да се комуницира со друг поглед на светот, би рекол поотворен, кога вие се соочувате од една страна со строго хиерархиска подреденост, линии кои што мора да ги следите, а од друга страна ви доаѓаат и други линии, односно наредби од политичките партии. Тие типови на диалози се многу потешки во вооружените, например, структури, како полицијата, армијата и така натаму. Но не би требало истото да се однесува, например, на работи од општествен карактер, како што е, например, Министерство за труд и социјална политика, култура и така натаму. Затоа што тука веќе би требало да постои полесен начин на диалог. Тоа што не сме го размислиле до сега е да најдеме платформа, да најдеме начин како ние со вакви и слични проблеми да се соочиме. Изборите, овие избори ни покажаа дека токму тоа е една од главната порака на граѓаните. Граѓаните едноставно покрај другите пораки ни кажуваат дека им кажуваат на политичарите дека сега е времето ваше да се снајдите, да најдете начин како да седнете на маса. Сакале со странци или не, тоа е нешто друго. Најдете начин да седнете на маса. Ако не можете, вие најдете капацитети интелектуални надвор од вашите кругови. И тоа е супер една можност сега за целата држава, која што сметам дека треба и мора да се искористи. А не да се види како голем губиток тоа што сега резултатите се толку тесни да креираат многу потешкоти за диалог. Овој диалог ценам дека утре ќе биде многу ќе се гледа како една голема предност. Само ќе се гледа како голема предност од политичари кои што знаат да канализираат работата према целите на државата, а не према целите на партијата. Господин Андонов, уште малку ќе се задржам на Министерството на внатрешни работи, бидејќи се уште е свежо целото функционирање, долго време имаше различни, да речем, кризни ситуации во односите со министерот, не лични и лични можеби, но и по-принципиелни, и овдека во студиото бевте гости обајцата, особено еден дел околу назначувањето на кадри по вертикала и хоризонтала што министерот ги постави, на кои што вие се противевте. Што стана со тие кадри сега? Значи, стануваат таму каде што ги постави Оливер Спасовски? Пред да го одговорам прашањето, бидејќи е тоа поврзано со законските процедури, односно законот за влада за спроведување на привремена влада за спроведување на изборите, да се надоврзам кратко на претходното прашање на господинот Алберт, што го поставивте врзано за онаа констатација околу интересите на државата. Се работи за националните интереси. Ние очигледно е дека по прашањето на националните интереси Социјалдемократскиот сојуз ги пренебрегна сите прашања кои се однесуваат на националните интереси. Ако можеме, зборувам за национални интереси, ако зборувам за национални, зборувам за државни интереси. Тоа е едно те исто. Државата, нацијата е, според европската теорија за држава-нација, е таа. Значи, националните интереси е опстанок на Република Македонија, не нејзина дезинтеграција. Очигледно е дека личните интереси на Заев и на неговото водство во СДСМ да дојдат на власт погодуваа на некои други надворешни фактори да ги урнат националните интереси на Република Македонија и да ја дезинтегрираат државата. Така и се однесуваат цело време во Министерството за внатрешни работи, брат. Значи, сега влегувам во оној дел што ме прашавте како изгледаше сето тоа. Значи, изгледаше на фази. Кога обидот на Спасовски да на крајно така да кажам, политички и хиерархиско надмен и насилен начин упадне во Министерството за внатрешни работи, изврши блокирање на
подпишани акти од мене да не се дозаведат во Министерството, без разлика како сака да го толкува тоа, но Министерството како и да се сврти мора да има континуитет во работата, не сме да има прекин. Не може да го парафразирам сега тоа, да кажам, до денеска било вака, од утре кога господинот Нухиу ќе дојде, он ќе го прекине текот на работите во МВР и ќе почне друг тек. Нема. Тоа не смее да постои. Тоа во нормална држава не се случува. Значи Спасовски се обиде да направи таков еден, условно кажано, пресек на работите, како да од него започнува се. А тоа се виде зошто е така. Се виде во онаа фаза во која се обидуваше да ме убеди дека против законито треба да подпишам поставување на луѓе во Министерството. Законот за влада беше... Ако господинот Агим Нухиу се обиде да го направи истото, да постави своји луѓе, кој ќе го нагледува сега? Значи, господинот Агим Нухиу во оваа фаза во која се наоѓа не може да врши кадровски промени, бидејќи законот не дозволува. Буквално и Спасовски да останеше на местото министер. И јас да се вратев по некоја логика на местото министер, да кажеме, како претходно што беше, нели? Пред Пржинскиот договор. Немав да имам право ниту јас да поставувам. Ниту да разрешувам, ниту да поставувам, бидејќи целата влада е сега во оставка. До формирање на политичка влада нема кадровски промени, нема финансирања посебни, нема преземање на активности кои се поврзани со кадровско и финансиско поместување во Министерството. Сем редовните активности. Нема долго да трае, се претпоставува. Тоа и мора така да биде. 20 дена плюс 20 евентуално. Месец дена нека, 40 дена нека. Период во кој што така но првенствено безбедноста треба но да биде. безбедносно, како што се поставени работите мора да продолжат да функционираат, односно како што законот предвидува. Сега, се враќам на оној дел кој се обиде Спасовски тогаш да го направи. Се обиде да ме вовлече мене во приказната да му аминувам, односно да му одобрам со мој подпис против законити поставувања. И тоа е една завршена фаза. И таа работа заврши. Тој ги постави така како што ги постави. Овие луѓе сега ќе ги менуваат или ќе останат до некој? Да. Кој ќе ги смени? Сега ќе ви кажам како, сега ќе ви кажам како оди работата. Прво, јас поднесов управна постапка против тоа. Таа управна постапка е во завршна фаза и сите мои тужби се добиени. Значи, се потврди управниот суд дека Спасовски ги прекршил административните процедури. И тоа е еден дел за кој потоа јас ќе си ја водам другата постапка која треба да си ја водам. Бидејќи сметам дека во Министерството бев за да се заштити законитоста. Затоа што како министер сум должен да ги почитувам законите. Знаете што ќе Во овој момент законот е многу јасен. Со заминувањето на Спасовски и на мене од Министерството за внатрешни работи, по законот за влада, сите именувани функционери кои законот за влада му ги овозможи на Спасовски, треба да се вратат на своите претходни работни позиции. Тоа значи дека утре наутро во канцелариите на началниците на секторите за внатрешни работи влегуваат началниците кои беа до почетокот до 29 септември началници. Додека не ги смени Спасовски. Да не биде пак спорно. Законот предвидува, ако некој... Да не се најде сега еден куп луѓе на вратата од двата табора кои ќе сакат да влезат. Знаете како... Не е угол за Министерството, а ни за луѓето, без разлика за кои луѓе станува збор. Тоа ќе значи самоволие на луѓето кои нема да дозволат тоа да се случи. И вие, значи, симни се, качи се, па уште еднаш ка симни се, качи се, тие луѓе веќе не знам. Значи законот беше чист. Во член 46 од законот за влада се вели 15 вертикални исправност, промени може да направи министерот и дека во став 2 стои по завршувањето на мандатот на министерот и дополнителниот заменик министер се враќаат на своите претходни работни позиции. Добро. Значи тие решенија од утре наутре не им важат на сите кои беа именувани по хоризонтала и по вертикала од Спасовски и се должни да се вратат на своите претходни работни места. Едино ако не сакаат тоа да го направат, ќе значи дека го кршат законот, нивните предпоставени може да им поднесат кривични пријави. Не, ние можеме да го затвориме, но мислам дека од утре ако биде гладко добро. Јас искрено се надевам дека ќе биде нормално. Со тужби да се покрене на поширока процедура. Искрено се надевам дека ќе биде нормално и дека тие луѓе се доволно свесни да не преземат таков ризик, да го кршат законот и да покажуваат самоволие, бидејќи ќе се судрат со пријави кривични, навистина со полно право некој ќе им поднесе кривична пријава.
Добро, да правиме мала пауза за реклами. Отворивме неколку интересни прашања кои ќе сакам да ги продолжиме во останатиот тек од. Еве не повторно во отвореното студио во Аргументи разговараме со Оливер Андонов и Алберт Хани. Мало дополнување од господинот Андонов на темата што ја начнавме околу решенијата што овие кадри поставени по вертикала и по хоризонтала од Оливер Спасовски, какви им се решенијата и како оваа ситуација за која што говоревме дека може да настане конфликтна ќе биде разрешена? Значи, согласно законот за влада, во решенијата за вертикално поместување на луѓето кои Спасовски имаше право да ги постави оние 15, стриктно стои дека во една од точките, таму дали беше 4, 5 или 6 точка, не се сеќавам точно, стои дека мандатот на нив им завршува со завршување на мандатот на министерот и дополнителниот заменик министер и дека треба да се вратат на претходните работни места. А овие по хоризонтала? Тоа значи дека тие утре треба да сабајле да се вратат на старите работни места и да им бидат активни старите решенија пред да бидат именувани на овие места. Истото важи не само за оние кои Спасовски ги постави на тие места, туку и за нивните дополнителни заменици кои беа поставени од мене, се враќаат на исто собствените претходни места. Например, началникот на некој од секторите за внатрешни работи, сега што е поставен од Спасовски, се враќа на претходното работно место, инспектор таму каде бил или полицаец, до сегашниот дополнителен заменик се враќа на старото работно место, односно на началник на сектор за внатрешни работи. За оние кои се однесува на хоризонталните поместувања, треба истото да важи, иако во самото решение, мислам дека тоа беше тенденциозно направено од Спасовски, не ја стави таа клаузула и тоа беше една од управните постапки кои јас ги покренав токму поради таа работа. Тоа беше прекршување на законот и тука, без разлика на тоа што стои во решението, и тие согласно закон се должни да се вратат назад на претходните работни места, а Министерството за внатрешни работи, односно правната служба, треба да постапи согласно закон. Исто како што треба да постапи согласно закон и за мене, и за Спасовски помалку или повеќе битно во конкретниот случај, бидејќи стана пратеник и од денеска мислам дека му тече пратеничкиот мандат, пошто доби уверение, односно од сабота, од верификација на мандатите во собранието, а за мене по сила на закон ќе мора сам да се вратам на универзитет, каде што ќе треба со едно барање до деканатот да се пријавам дека повторно сум се вратил на универзитет и дека согласно закон ми престанува мандатот, бидејќи логиката наведува на тоа дека нема кој во Министерството за внатрешни работи сега да издаде било какво такво решение кое мене ќе ми го прекине мандатот, односно ќе ги врати другите на претходните позиции. Затоа и таквото решение беше во законот за влада применето. Ова прашање го релативно го затвараме, господине Хани, но не случајно го прашам, бидејќи се очекуваше овие избори да бидат излез од политичката криза. Ова што се случува со некои несовршености, аномалии на таа техничка влада, веројатно ќе провејуваат уште некое време, но побитно е прашањето што, еве, дури академикот Абдулменав Беџети вели, овие избори не се излез од политичката криза, бидејќи не може да произведат стабилни институции, било кој да формира влада. Таа ќе биде малцинска со краток мандат. Една изјава на еден авторитетен академик. Дали изборите не ја затворија политичката криза и дали се отвараат нови поглавја кои што тоа прво ќе треба да ги решаваат оние кои што ќе формираат влада, ако успеат да формираат влада? Веќе подолго време се наоѓаме во политичка криза. Ја напротив, гледам начин за излез од политичка криза само во услови на постоење на интелектуална спремност да се справиме со овој предизвик кој што ни стои пред нас. Да се справиме на креативен начин, без при тоа да се плашиме. Но ме плаши мене лично начинот на кој што самите политичари мислат кога се однесува на ова тешка, условно да кажам пак, политичка криза. Затоа што имате бројки кои што реално кажуваат дека ќе биде многу тешко да се мрднат работите напред. Но ова не значи дека не можат работите да се мрднат напред. Напротив, ќе треба да се најде креативен начин тоа да се направи. Без
При тоа не ќе да алудирам на тоа дека сега некој треба да се откажува од многу интереси или нешто некои придобивки. Напротив, таквата динамика ќе не доведе во позиција да размислуваме многу по креативно. И не треба да не плаши фактот дека преструктурирањето на целата номенклатура, односно политичка констелација е веќе различна. Ќе биде по мене многу поинтересно и веќе излезе од кризата, нас ни стојат на располагање, например, преска ги спомнав тие интелектуални групи кои што никогаш не сме ги користеле. Еден голем број од граѓаните кои што никогаш не имале можност да заземат став во политиката и се плашеле да влезат во политиката, ова е супер можност за нив, супер можност за бизнисот и за па дури за невладиниот сектор, културата и така натаму. Навистина не гледам нешто лошо, освен ако не се заглавиме по тие етно-квази националистички пропаганди кои што не тераа да се караме едни со други, не тераа да извикуваме зборови кои што верувам денеска тие бројки не носат да се каеме. Најмногу мислам например и на владеачката, досегашната владеачка структура која што креираше на некој начин едноцентричка атмосфера, националистичка, но бројките покажаа дека сега сите треба да седнат на маса, дека покажаа дека треба да се каеме за тоа што секогаш низ цела транзиција на Македонија сме го користеле политичкиот национализам и етноцентризам како едно од најголемите и најефикасните механизми за доаѓање на власт. Но овој пат граѓаните го кажаа обратното. Кажаа дека ние не ќеме веќе да бидеме манипулирани со тие исти механизми кои што се користат веќе колку 20 кусур години. Значи зборувам на механизам на страв, зборувам на механизам на креирање на дежурен непријател, креирање на сатанизирање на другиот, се со цел да се опстои на власт. Ова е навистина многу добар погоден период за диалог, погоден период да се разговара за визија на државата, па и да се мрдаат тие матрици на размислување од тоа дека сега некој некому му дава, дека сега државата е нечија и не треба и тоа треба да се чува по секоја цена. Навистина ја гледам ова како една добра можност, не како еден страф. Страф ќе биде само од тие политичари кои што во недостаток на интелигенција, би рекол пред се, и креативност, ќе заглават и ќе не натерат да се караме, да ја злоупотребат ова ситуација, хаотична условно да кажам, и да не натерат да креират мнение во нас дека сега, например, ни требаат нови избори заради тоа што се очекува, например, помрднување на бројките. Не, граѓаните ќе го кажат, мислам и 100 пати ќе го кажат истото, и едноставно им останува на политичарите да ги декодираат пораките, да декодираат дека веќе не може да продаваат лажен патриотизам. Тоа мора да се стопира и мора да се фокусираат на нешто што е веќе попродуктивно, да се фокусираат на економија, на образование, на култура, на многу работи кои што нас ни фалат, а за жал не ги гледаме во секојдневието. Лично мислам дека одевме на една добра позитивна насока, меѓутоа секогаш во оваа држава секогаш кога ќе се сме соочиле со поголеми проблеми, односно моменти каде што ни требало храброст да донесуваме одлуки, во тие моменти оваа држава секогаш преземала погрешни чекори и токму тогаш излегувале на површина тие национализми и квази патриотизми. Некако малку ми е чудна ова изјавата на господин Хани по прашање на тоа како ВМРО ДПМН е еклатантно националистички и квази-националистички настапуваше. Ова вака ми е пресликување од синокешната топ тема на Фрчковски, вака со неговите небулозни идеи
Прво и основно, владата на ВМРО ДПМН ниту еднаш за изминативе 10 години не ги подели граѓаните на Република Македонија по етничка основа. Владата на ВМРО ДПМН во изминативе 10 години водеше проекономска политика, а не водеше националистичка политика. Знаете знаете во изборите, господин Хани, која помести точката од економија кон прашање за државата, односно за националните интереси на државата и за редефинирање на државата? Заев ги помести. И ги помести отворено, алудирајќи на тоа дека треба да ја промениме структурата на државата. Уставниот поредок на државата да го промениме. Ја не велам дека тој нема право тоа да го зборува, тоа е негов личен проблем. Но како очекувате вие да во една држава во која се знае како треба да функционираат работите и во која сосема нормално функционираат работите, со дури и по-неевропски, така да кажам, во делот на правата, бидејќи кај нас се колективизирани правата човекови, не се поединечни, сега одеднаш некој сака да ја редефинира во една друга насока. Извинете, ама ако зборуваме најотворено за овој аспект, македонскиот народ нема резервна држава. Албанците го имаат Косово, ако сакаме така да зборуваме, имаат Албанија. И може да зборуваат за резервна држава или за некои други идеи. Но македонците не можат за тоа да зборуваат. И уште една многу битна работа има тука, господин Хани. А тоа е делот кој ви го веќе напомнав, поединечни права. Уставот на Република Македонија е кристално јасен. Суверенитетот на државата произлегува од граѓаните, од секого поединечно, не од колективитетите. Ниту од мнозинството, ниту од малцинството. Ние во што се претворивме? Во колективитетна држава. Појдете некаде во Европа, во било која од земјите членки на Европската унија, од сите оние кои толку не љубат па ни кажуваат како треба да ја креираме државата, да видите дали ќе добиете работа во приватна фирма, не во државна, ако не го познавате нивниот јазик. Јазикот кој се зборува во таа држава. И сега ние се преведовме во нешто. Овде ќе морам да ве прекинам прво. Не, јас вас не ве прекина, зборувавте 10 минути, не ве прекина, морам да ова малку ама нормално и јас сакам да останам тука. Гостин во моја држава. Не сте гостин, ја тоа не го кажав. Сега вие манипулирате со моите зборови, а не го кажав јас тоа. Вие сте роден тука. И вие сте македонец како и јас што сум македонец. Точно така. И кога зборувам за националните интереси на Македонија, национален интерес на Република Македонија е опстанок на државата, не е национален интерес редефинирање на државата. Заев со таа теза настапи на изборите. И на таа теза играше пред македонската диаспора од албанско етничко потекло во Швајцарија. И на таа теза играше за да добие гласови во еден сосема кристално чист, така да кажам, политички дел. Ние знаеме во Македонија дека така функционираме. Се знае, условно кажано, македонските политички партии од албанската етничка заедница си имаат свое гласачко тело, македонските политички партии од македонската политичка заедница етничка заедница си имаат, од македонскиот народ си имаат своја политичка номенклатура. Сега, во сите тие приказни се функционираше сосема нормално. Изместувањето, кое Заев го наметна во цела оваа приказна, дојде од идејата за редефинирање на државата. И ВМРО ДПМН во оваа кампања тргна со една програма на 500 и нешто страни за економија, каде што многу малку се зборуваше за политика само каде што мора. Ајде да му дадеме одговор на Хани, бидејќи беше... Добро што господинот Оливер се чувства прозван на нешто што јас зборував генерално, значи зборував генерално за начинот на кој што политичарите за владата, за начинот на кој што политичарите го злоупотребувале национализмот од почетокот на транзицијата па се до сега. Добро е што се почувствува прозван за тоа што можеби има дел не само таа политичка номенклатура, многу не и сите има дел од одговорноста. Јас жалам, денеска жалам да гледам вакви начини на перцепција на некого кој што во никој случај не би сакал да размислувам така. Пред се, зборувавте, например, за национализам, а пак и економија, и во право сте. Например, да бидам поконкретен.
И ќе ве прашам и задржете го прашањето. Зошто, например, сега што му текна на ВМРО да се бави со кампања која што е прилично националистичка? Дали не рачунаше дека ќе се дојде до ваква ситуација која што сме денеска? Како тоа ВМРО се бавеше со националистичка кампања? Па тоа што Јас убаво ви кажам, кој пак тргна во таа Добре, приказка? Добре, условно да кажам, нека биде тоа, например, хипотетички замка на Заев, во која што вие влеговте. Зошто мораше да се влезе во Замка на таа Заев кој подгреа растурање на држава? Што е, Тоа не е замка, тоа е против државен акт. значи, Не, воопшто не се чувствувам дека е добро, се извинувам, но морам Да се да го доискаже, искоментирам тоа. вемолам, Повелете. да се доискаже да можеме да полемизираме ако полемизираме. Значи, да слушнеме мислата што му е стало. мислата ми е дека на национализмот и квази патриотизмот му е дојдено времето да отиде во неповрат. А за жал не оди во неповрат од политичари кои што не се креативни. Граѓаните го кажаа своето. Ние не ќеме некреативни политичари. Тие не се будали да гласаат за гласале и албанци за ВМРО, гласале и за СДСМ, секогаш низ историјата. И тоа никогаш не било проблем. Но овој пат пораката на сите граѓани е различна. Овој пат пораката едноставно престанете со тој национализам, не водите во погрешна насока. Сакаме да живееме. Тие се соочуваат со таа реалност. И кој го води Никој од албанците, господин Оливер, например, не промовира поделба на државата, а гледам реклама пред изборие, каде што се сечи државата. Па јас не сум тој кој што промовира и никогаш не би сакал да промовира резервна држава. Вие тоа го кажавте. Јас сум Алберт, јас овде живеам и ќе живеам. Не ќам резервна држава. Јас ќе се борам да бидам ист со тебе. На оваа маса. Во сите аспекти, Како тоа мислите не сте? Па така, например, да не ме гледате дека јас имам сега резервна држава, да сме исти. Не, сега, вие сега, знаете што, вие сега, јас реков, манипулирате со зборовите, онака како што ви одговара. Јас убаво реков, ако одиме во редефинирање на државата, на Република Македонија, во незина федерализација, кантонизација или не знам каков друг облик на дефинирање на државата, тоа значи дека ние македонците немаме држава. И во тој контекст убаво ви кажав. И така треба да ме разберете. А во што тоа вие не сте еднакви со мене? Ви било ускратено образование на мајчин јазик? Сте не сте завршиле високо образование? Немате допир до ресурси на државата? Во што? Конкретно, како единка, не како етничка цел список. Да, направете, баш ме интересира, направете. Не би сакал да навлезам во тоа ме темата. интересира, направете. Јас ќе ви кажам еден пример. Кога се запишував на факултет, далечната 94-та уште, и покрај освоениот доволен број на бодови, над 87-8 поени имав од 100 потребни од над 60 потребни за упис на факултет, морав да платам 800 марки во тоа време за да се запишам со услов година за година да завршувам. Моите колеги албанци со 50 и нешто поени освоени се запишаа во квота на етнички малцинства тогаш. Тоа е позитивна дискриминација, тоа не е негативна дискриминација. Немав ништо против што тие луѓе се запишани. Немојте така да зборувате. Јас затоа ви велам, јас знам колеги професори албанци кои ги почитувам, затоа што знам како стигнале на тоа место и знам дека во науката вредат многу. Но знам и некои други кои на некој друг начин стигнале во науката. Да, Оливер Андонов, само малку се замешам, јас ќе ви го давам правото вие да реплицирате, се разбира. Но формирањето на партиите на албанците по дефолт беше 1, 2, сега се 5. Зашто друго е, освен ако не да се за бори... етнички права. За етнички права. Така. Ама вие велите дека ги имаат сите права. Ако ги имаат сите права, може ја мислам дека ги имаат, ама тие мислат дека не ги имаат сите права. Да, ама нивно право е да мислат дека политичка платформа и влегуваат во коалиција. Он може да мисли дека ги нема сите права. Значи, и јас лично сметам сметам дека моите... не е заблуда? За мене е заблуда. И јас мислам дека јас ги немам сите права. Ако ние, ајде сега вака да кои имат легитимитет од своите граѓани. Ајде сега да ја свртиме приказката на друга страна. Кажете ми една европска држава, членка на Европска унија, во која се не само прашам новинарски. Поставувам реторичко прашање. Бидејќи ги вративте топката на вечната тема дали албанците имаат права или немаат права. Ама јас сум да се зголемуваат личните права човекови.
Ама они се колективни права, партиите се залага за колективни права на албанците. Ете го ред, и нека се залагаат. По дефолт, Но така тоа- е, дали 90-та ни се допаѓаше тоа на македонците или не, е друго знаете како, прашање, но тоа Љубише, е факт сега. јас многу- Тие се тука и во шпицата и го ставив намерно. тој- Јас многу јасно го кажувам тоа. Има неколку аспекти кои може да ги погледаме. Најдете една европска држава во која се дозволени политички партии врз етничка основа. Нема. Само Република Македонија. Добро, да, Понатаму. да не му го земам правото на Хани да не бидам адвокат. Понатаму. на Добро Хани. е што господинот Етничките Оливер, права- добро е што господинот Оливер почна да размислува за моите права, дали ги има Етничките или нема, можда е тоа добар етничките почеток права, за етничките разговор. права во Македонија на сите етнички малцинства, не само на албанците, се на многу повисоко ниво Ма во не ми го надвор од кажете го мене, европските. ја кажете му го него, тој ви Значи, е... кога зборуваме за конкретниот момент, ние зборуваме за изместување на нормалните политички текови. Онаа што Заев го предложи како изборна платформа за да добие гласови од албанците, всушност беше замка за цела Македонија. И целата оваа дискусија не тргна од прашањето кој дали албанците имаат или немаат доволно права во Македонија, бидејќи за мене тоа е безпредметно да го расправаме, посебно на ваква една дебата, туку тргна од тоа кој каква политика водеше. И јас стојам за тоа дека ВМРО ДПМН и за изминатите 10 години и сега во кампањата тргна со една економска политика. И никогаш ВМРО ДПМН немаше национална исклучивост кога ги спроведуваше сите своји политики, вклучително посебно економските, бидејќи секој човек, вклучително и оној во Липково и оној во Дојран, ги интересира економијата и обстанокот. Кажете ми кој од земјоделците врз основ на етничка основа бил запишан да земе трактор, да кажеме, или да добие субвенции. Не постои такво нешто. Кој не бил примен на лекар, не му било овозможно. Дајме право на Во ред. Хани, мислам, сепак е ред да се сослушаме. Да слушаме ставовите за да можеме да полемизираме. Има многу да се дискутира, делумично се согласувам, тој аспект на економија помага, но во никој случај, по моje мислење, значи се рачунам како мировен активист, веќе 22-3 години работам во тоа поле. По мене економијата и тоа што го правеа ВМРО во одредени моменти беше навистина добро и добар фокус, меѓутоа грешката сепак беше во тоа што изоставија од матрицата на размислување еден проблем кој што е многу реален. Една, како да кажем, еден предизвик со кој што тие не ќе ни да го видат, ни да слушаат, не ќе да видат дека постои реален меѓуетнички проблем. Постои на секаде се рефлектира во книги, во образование, во култура, во монументи, во све и свашта се рефлектираше. Тоа скроз се избриша од таа меморија при спроведување, значи, на власта. По мене тоа беше најголемата грешка, затоа што на пример мирот е нешто што вие нешто што вие не мора да инвестирате капитал, да барате од не знам кои светски банки таму кредити. Мирот е нешто што треба да се инвестира во главата. А државата досега не инвестираше во нивните глави, не во главите на граѓаните. Затоа граѓаните овој пат кажа, ние имаме во главата, ја имаме таа парадигма дека не сме и не треба да се караме. Вие треба да ја научите таа лекција. И тоа што се направи како грешка беше фактот што, например, наместо да се инвестира во мир и да се креира стабилна, сигурна држава, ние креиравме каотична држава која што се менаџира по основ на страв и при тоа сакавме економија. Кажете ми вие, ако бидете инвеститор, дали би дошле во Македонија да го инвестирате, да производите ова чаша, а при тоа да знаете дека утре може да пукне некој конфликт, како што сега сите очекуваме, може да пукне некој конфликт, па вашата фирма ќе отиде во неповрат. Значи, никој не сака да инвестира во несигурни средини. Политиката која што се водеше да Македонија е несигурна средина. Несигур, па тоа го објаснувам, не знам дали ме разбирате, значи врз тоа што имаме етнополитички конфликтен процес
со длабоки корени. Не, во основа на тоа дека не знаете Како? да се справите со меѓуетнички проблеми на Како тоа? И ден денеска тоа се покажува Ајде, во пракса. не, тоа навистина ме Ама кога интересира зборувам како. вие, не зборувам само ВМРО, зборувам и за сите. Не. И за албанските политички партии Еве, го кажете зборувам ми ова. како и албанските политички партии, конкретно ДУИ, која беше дел од власта, не умееше да се справи со етнополитичкиот конфликтен процес во Македонија. Не умееше? Како не умееше? Ја не знам тогаш. Како го гледате ви етнополитичкиот конфликтен процес во Македонија? Ја не знам тогаш зошто не најдовте начин, храброст да донесете на пример закони кои што се однесуваат за афирмативни акции, закони кои што се однесуваат за алокација на ресурси кои што ни се на пример во Министерство за култура. На пример да најдете начин да ги решете да се решат книгите, учебниците во училиштата кои што се преоптоварени со стереотипи, предрасуди и непријателски слики едни за други. Тоа значи се реални проблеми. Вие мора да сватите како сте политичар, ако веќе отидете како професор, можда најдобро е таму да се еве јас да ви само малку поблиску за мене да ви кажам два збора, јас сум доктор по мир и развој, значи теориите и на мирот и на конфликтите. Ама вие работите на мир, така и вие работите. Да, слободно тука може да се фатиме до утре. Ајде, се сосема вака чисти во однос на македонскиот етнополитички конфликтен процес кој е јасен. Значи ние во Македонија имаме етнополитички конфликтен процес од длабоки корени. Овој конфликтен процес помеѓу македонците и албанците не започна во еден период од 91 година наваму. Тој конфликтен процес е започнат многу порано и трае со стотици години, првенствено поради некои други состојби на Балканот, во кои секој од соседите на Македонија имал улога во поттикнување на тој етнополитички конфликтен процес. И сега сме во оваа фаза во која сме. Јас лично сметам дека конфликтниот процес е латентен. И тоа во голем дел латентен. Ќе го исклучам случувањата во Куманово од лани, затоа Тогаш како теоретичар, кажете ми што значи за латентен? Дали значи потенцијална можност утре да пукне оде? Видете, ние сме далеку од разрешување на Зошто не се справите тогаш со проблемите? Значи, видете да ви кажам. Ако е веќе латентен сте идентификувале, кажете ми зошто не го извадите еден проблем и да го решите? Не. Овој конфликтен процес не е едноставен. Па да го решите така. Ќе го избегниме Па сегогаш? не. Има избегнување на конфликти, има преговарање. Има вин-вин ситуација во која можеме да ја добиеме во конфликтниот процес, има помирување. И се тоа фази, односно начини на решавање на конфликтот. Ние да го разрешиме етнополитичкиот конфликтен процес во Македонија, сега преминавме малце на друга тема од она која водителот ја постави овде. Безбедносниот аспект несомнено е важен во целото политичка Ова криза. разрешување на Само по себе таа не значи ништо, ако не бара многу други активности, но не бара рушење на државата. Ама не бара да провоцирате, да креирате стереотипи, предрасуди, тоа е Кој работа. креирал стереотипи? Политичарите, Значи, тоа го како? зборувам од преска. Како ги креираат? Вие спомнавте, Страв креираат. Креираат непријателски слики, креираат Кој има слика на Алберт непријателска како да е дојден гостин во Македонија. Не сум гостин, јас сум немојте тука. така сега. Јас, значи, сакам да ви кажам дека тоа е ваш печаток. Сега можеме да ја свртиме сликата на друга страна и да кажам да, вие имате печаток дека сте загрозени, но тоа е ваше субјективно чувство. Прашете ги политичките елити дали се чувствуваат загрозени. Прашете кој има допир до ресурси. Зборувате за како? Политичките елити Зборувате за образование. Дали сте виделе во скоро време во македонски учебник по историја на македонски јазик што се изучува? Ги имам анализирано, господине. Значи што се изучува? Точно знам што има. Што се изучува? Што пишува дека албанците се непријатели на македонците? Да. Тоа ја никаде не сум. Земете, ги имам, ќе ви дадам ако сакате. 100% тоа не поминало, да ми дадете точно, сакам да го видам, тоа не поминало во македонски учебник современ дека албанците се непријатели на Република Македонија. Тие зборови никаде не се употребени. На секаде има непријателски слики, значи читате реченици кои што непријателски ги индоктринираат нашите деца. Моето дете денеска учи против себе. Вие не мислам дека не ви е јасно во каква критична ситуација се доведени. Како го мислите тоа? Па чита реченица во историја која што не може ни да го не може ниту сака да го изговори. Што пишува конкретно? Ќе ви дадам истражување. Пример, баш ме интересира еден пример да видиме во друга емисија, ако сакате. А можеби токму барањата на колективни права не доведува во состојба да учиме во различни училишта.
Како јас кога учев ете во таа некаква си Југославија за каква зборувавме, го памтам времето на средно училиште, друга тема, учев со луѓе од многу краеви, па вака така се разбиравме. Ето, то да се добро враќаме не назад, сега сме во една Јас специфична политичка ситуација во овој момент. И говорите за политички елити. Политичките елити треба да ги разрешат конфликтните ситуации за кои што едните и другите мислат дека постојат и не постојат. Но факт, и се слагаат сите, дека ние сме во една кризна ситуација, политички или како ја нарекувате. Ние сме продолжена криза, ние сме во јасна продолжена криза благодарение на настапот на опозицијата која 2 години ја измалтретира државата. Господин Донов, вие говорите сега за албанците и говорите за опозиција за Заев. Не, чекайте се, тоа се две различни приказни. Точно, две различни приказни кои ги ставаме во едно. Затоа и малку опозицијата ги злоупотреби албанците сега, за себе. Во власта треба да влезат политичките партии на албанците кои што имаат некаква агенда, која ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Добро. Некој треба да ја голтне, било која од македонските политички партии, така? Без разлика дали Заев се фолирал или не се фолирал, како што вели Ханија. Не знам дали така ве разбрав дека ја пушти како Не за фолира, хипотетички го кажав дека може би било на пример замка во која што веќе влегоа Сите влегоа, така? Сите, да, додека, да, во правото, сите влегоа. Ма се треба се излезе од таа. Ниту една од политичките партии, ни ДУИ, ни БЕСА, ни ДПА, ни Алијансата не покрена прашање кој Заев ги покрена. Како не сега сите влегуваат? Сега. Значи сега они препишаа Заев. Значи они сите сега влегува во таа приказка што нуди Заев, дај да земеме тоа што нуди Заев. Така го рекоа? Ајде да видиме вашиот став околу тоа. Дали формирањето на нова коалицијска влада ќе ги надмине овие работи за кои што говорите Ијан Донов и вие или не? Дали старите партнери, за да видам конкретно, вие може да одговорите и за тоа што не го кажавте можеби во овој диалог. Дали ВМРО ДПМН и ДУИ ќе формираат влада со нов свест и нов интелектуален капацитет, како што видите, свесни за проблемите кои што постојат во државата, или ќе се случи нешто друго? Видите сега и албанците се помалку, ама се битен сегмент во формирањето на една влада. Мислам дека секоја можност е отворена, вклучувајќи и тоа дека да, во принцип, и ВМРО и ДУИ треба да ја преземат одговорноста за водење на државата. Но тоа ако се направи без да се чуе гласот на граѓанинот, тогаш ништо не сме направиле. Гласот на граѓанинот беше јасен. Ние сме против криминалот. Ние сме против криминалот. Сега како ќе се креира влада или нова номенклатура, вие ја нарековте елита, по мене не ни постои елита, можда ни треба уште 50, 60 или 100 години за тоа. Донов рече политичките елити, прашајте ги, тие сметаат дека и се исполнети некои права за кои што говорите. Да. Една од пораките покрај тоа што преска кажав за национализмот, дека граѓаните јасно кажаа дека го неќа тоа, една од пораките беше исто така дека ние неќеме да се бавиме со криминал. Сакаме расчистување на све што има врска со криминал. Значи, ако го погледнете тоа што преска го спомневте, гласовите на албанците за македонски политички партии, овој пат можда повеќе за СДСМ, а реков и претходно можда него сигурно драстично повеќе. Порано поради политички инженеринг и порано имало гласови, ама не било. Ама имало и за ВМРО, на пример, и тоа не било политички инженеринг како сега што е. Сега има силен политички инженеринг во оваа работа. Изборен инженеринг е направен. Добро, тоа е нешто друго, значи ако го погледнете профилот, тоа дава слика господин Хани после на тоа кој ќе формира влада и како ќе формира влада. Хипотетички ако земеме да купените гласови од страна на СДСМ, фабрикуваните гласови, понудата која ја даде СДСМ политичка кај албанците не отидеа тие 70-80 илјади како што Мухамед Зекири сам призна гласови албански. Не остававте да довршам мислата, значи ајде довршете, нема проблем. Значи не се работи ниту за Мухамед Зекири, ниту за било кој што е таму во СДСМ. Гласовите на албанците, добро е што може да кажувате дека се политички инженеринг, но би рекол дека умешно се искористени од страна на СДСМ. Затоа што, например, пред
пред изборите направив една анализа, видов Зашто дека се умеште излезноста на албанците во претходните избори, вклучувајќи тука и локални и претходните 2014 таму парламентарни и така натаму, излезноста, верувале или не, беше под 30%. Значи вие имате една супер голема група на популација која што ни сите избори 22-3 колку се вкупно не се ни допрени. Значи не се допрени. Анализирајте ја излезноста на албанците и во најусловно да кажам албанските градови, ќе видите дека е многу ниска. Тоа е една голема апатија која што Заев ја искористи. Ја искористи и тоа некој ќе го нарече инженеринг, некој ќе го нарече успех, но тој умешно ја искористи ова ситуација. И тие гласови не отидоа за Муамед Закири, тие отидоа повеќе по мое мислење, повеќе отидоа како порака за тоа дека од една страна сакаме да се бориме, значи против криминалот, сакам просперитет, но моите политички, условно да кажам, етнички и албански политички партии, таа борба не може да ја вода, затоа што веќе се влезени во други некои димензии и затоа Немаше тука само правам така еден профил. Немаше тука апатија. Адонов, морам да направам пауза за реклами, а потоа почнем со вас. Ве молам. Ова е втората реклама што мораме да ја. Да, еве сме некаде при крај на дебатата, таа трае и додека траат рекламите, се разбира, постојано има обид за до објаснување на некои ситуации, но еден час трае оваа дебата. Се надевам дека ќе бидете гости и во други за да продолжиме. Има многу прашања отворени, не јас како прашања, но бидејќи сега народот се занимава, подржувачите на власта и на опозицијата, кој ќе води државата? Андонов, имаме ситуација каде што оној што добил 51 глас треба да формира влада. Со кого? Не случајно може би албанците велат сега клучот дека е албанците. Да, која од албанските партии ќе биде коалицијски партнер на ВМРО ДПМН? Дали ќе постои таа коалиција повторно? Ја има моќта? Ја свати ли пораката, бидејќи односот на силите не е ист. Дуи има многу помалку што имаше претходно за да влезе во коалиција. Како ќе изгледа таа влада или некој друг ќе се биде во ситуација да формира влада? Значи факт е дека Дуи изгуби доста пратеници на сметка на тоа што СДСМ му ги зема тие пратеници на некои така да кажам крајно тривиални приказни кои ги употреби во политички маркетинг, односно во инженерингот изборен, кој со помош на некои други сили и со помош на енормни средства финансиски го направи тоа што го направи, покажувајќи го своето вистинско лице. Сега, најдобрата варијанта би била кога ВМРО ДПМН и Дуи би влегле во една влада. Затоа што тие ја водеа државата досега, треба и да продолжат да ја водат, бидејќи и од албанскиот дел и од македонскиот дел најголем број на гласови освоија. Ова политика на бинационална, така да кажам, влада, односно влада составена од најголемата албанска и најголемата македонска партија, како политички модел, односно како прагма политичка, ја воведе Дуи од 2008 година наваму, бидејќи самите сакаат така да биде. Се сеќавате владата 2006-та, ВМРО ДПМН ја формира со ДПА тогаш. Сега потоа Дуи се бунеше, сакаше да влезе во влада како партија која од етничката албанска заедница освоила најмногу гласови и сака да влезе. Дуи да формира со другите партии или тоа не може? Па јас искрено не знам како тоа би изгледало, значи тогаш пак доаѓаме до онаа што ви го кажав. Ако веќе имаме таква политичка прагма во која најголемата политичка партија од македонскиот политички блок и од албанскиот политички блок формираат влада, логиката е да се направи тоа што треба да се направи сега помеѓу ВМРО ДПМН и Дуи. Ако се колеба Дуи, бидејќи они добија порака од граѓаните како што вели Хани, дека чим имаат помалки гласови, некои не се согласуваат со таа. Ако Дуи мисли да се колеба за влегување во влада со ВМРО ДПМН, тогаш тоа значи дека Дуи може да ризикува и да заврши на приказката на ПДП. И ДПА и ПДП, да. И ДПА и ПДП. Да. Токму таа колебливост е таква каква што е. Ние имаме еден интересен политички феномен во Македонија. Кај албанското политичко тело
појавата на нова политичка партија знае да биде и привлекување на нова страна. Или секојаш. влијанијата кои доаѓаат од некои други центри на моќ може да ја пренасочат волјата на гласачите албанци. Кај македонците тоа е веќе постабилна работа. Се знае или на една или на друга страна, сето друго е маргинализирано. Иако СДСМ, да речеме, јавно декларира дека тие ќе формираат нова влада, и кај нив постои истиот проблем со кого и бројките се тесни, значи со кого би формирал СДС влада. Значи, со оглед на Иако имам тоа, прашање за Хани, бидејќи со оглед на тоа, слушајќи ги изјавите на представниците на политичките партии на албанците во Македонија, дека не се подготвени со ДУИ заедно во коалиција, тоа Беса особено го кажа онака. Значи една бројка од пет пратеника. Сега едино ако Тачи направи со неговото заминување, тоа се два пратеника и 10, повеќе 12, или помалку. 9, значи па е тесно. Значи нема доволно капацитет. Така да мислам дека за жал некои други сили ќе имаат исто влијание во одлучувањето, но кога јас би размислувал од аспект на ДУИ, јас би ја прифатил понудата со ВМРО ДПМН, не би ни чекал понуда буквално. Без разлика. И ДП да дојде 61 е 61. Нели, тоа е влада. Без разлика како и да е, основната поента која треба да биде сега и премиса на политичките партии во Македонија, особено на ВМРО ДПМН и ДУИ, е да формираат влада, колку и да е таа влада на границата 61 пратеник, таа влада да функционира за да ја во наредната година стабилизира Македонија по однос на кризата која повеќе од 2 години трае. Тоа е основната поента која треба. Јале Хмети доаѓа у собрание, досега не доаѓаше. Значи тоа е како еден пратеник кој што никогаш не е присутен на седниците, барем досега не беше. Хани, вие ги познавате. Тоа се лични работи, сега дали ќе дојде или нема да дојде. Да кажем од праксата. Сепак ги познавате албанските партии. Каде е клучот? Таму има еден дисбаланс. Едни се трпат, едни не се трпат. А очигледно најдобро е секој што би ги прифатил сите купче да влезат во владата, тогаш би имало едно солидно мнозинство за формирање на постабилна влада. Но тоа нема да се случи веројатно од изјавите на лидерите на политичките партии на албанците. Добро, ќе направам едно мое размислување сега за тоа што се случува во тој албански блок. Да. Значи има една многу интересна динамика која што се одвива таму. Пред се би рекол дека уште на почеток би рекол дека многу едноставно да се размислува на пример за македонскиот политички блок, затоа што таму веќе внатре имате две струи и ги знаете, сме ги идентификувале кои се. Меѓутоа сега во албанскиот блок се појавуваат многу повеќе од две струи. И тие не лесно ќе можат да се сплотат во две, што реално ја бара целата ситуација. Викам дека не може да се сплотат во две струи, затоа што сите политички партии со себе носат многу различни доктрини, многу различни пораки. И затоа има потешкоти во албанскиот блок да се дојде до согласување. Што е потребно во моментот. Согласување посебно во однос на минимум потребите на граѓаните албанци кои што живеат во Македонија. Значи да се адресираат и да се решат минимум некои прашања кои што се изоставени од времето. Меѓутоа, тоа што е интересно на пример е дека од еден друг аспект албанскиот блок не ни ги гледа како актер, не ја гледа како актер и СДСМ, што реално е и актер затоа што тие имаат пратеници. И така гледано, ако и СДСМ е, например, актер во нашите матрици на размислување, не е актер во смисла на реална политика, затоа што натре сега разговорите околу тоа кои прашања албански треба да се разгледуваат, се одвиваат повеќе, значи помеѓу тие 4 политички партии кои што излегува на површина. Зборувам за ДУИ, Алијанса, за Беса и ДПА. Меѓутоа, во реалност,
И имаме сега и друга димензија. Имаме димензија која што порано не сме ја размислувале, а тоа е дека имаме и пратеници кои што го носат бремето на пренос на пораките на албанските интереси преку друга политичка констелација, преку СДСМ во овој случај. И ако нив би ги ставале во еден кош, зборуваме условно да кажам само двајцата пратеници, тогаш би значило дека не дека Дуи е на пример победник на изборите, е победник нормално, но не како порано апсолутен, затоа што ако сите Доминантен. доминантен точно. Благодарам. Затоа што сите други пак прават 55% од пратениците, додека Дуи има 45%. Тоа би значило дека има ќе биде интересна динамиката на сите овие разговори, преговори што ќе се одвиваат помеѓу политички само по однос на Бадинтер може да биде интересно тој. Добро. Добро, за крај само поради тоа што ќе биде значи ќе има потешкоти во албанскиот политички блок, најмногу сега критиките ќе се однесуваат на тоа како се промовира пораките од страна на политичките партии. Било тоа да се однесува на ВМРО кој што носеше тоа на националистичка парадигма Да не се враќаме на или СДСМ. Јас би реков, немаше никаква националистичка парадигма, јас навистина не можам да ве разберам каква националистичка парадигма. Добро, Цело тоа време инсистирате на тоа. Тоа е небулоза. Не е Јас ви реков, небулоза да едноставно слушнете песна заштита- клетите шиптари. Каде сте го чуле тоа? Ама ве молам се, знаете што, ако така зборуваме, небулоза ли е? Ја завршиме емисијата така. Ама немојте ве молам поединечни националистички испади на поединци, луѓе кои од не знам какви причини, може и во алкохолизирана состојба тоа го правела, што од една на друга страна тоа го нема. Добро, не го меѓутоа сметам за предизвик е за појава. ВМРО да го предизвик е сега за ВМРО да го продаде тој страв, да го трне да рече нема сега страв. Не е така. До вчера викаше дека имаш вие сега тоа го дека пласирате како став политички на ВМРО ДПМН и јас категорички ви тврдам дека тоа не е политички став и тоа не е точно. Тоа ќе ме радува и би сакал. И тоа не е точно. И ВМРО ДПМН во изминативе 10 години покажа како се знае да се биде коректен партнер кон албанските политички партии и кон албанското малцинство во Македонија како граѓани на Македонија, давајќи им ги сите можности како сите останати граѓани да учествуваат во државата. И тука нема ништо различно, за тоа цело време зборувам. Ако така се водиме и имаме идеја да оваа држава води напред, тогаш не е проблем да ВМРО ДПМН и Дуи направат влада и како што досега ја водеа државата, ја извлечат државата од оваа наметната криза која СДСМ е наметна. Бидејќи се останато ќе не внесе во поголема криза, верувајте ми, бидејќи идеите кои СДСМ ги пласираше за федерализација, кантонизација и не знам кои се други приказки, може многу лошо да влијаат врз државата. Нема тука страф. Тука нема страф, тука има едноставно чувство за уривање на државата и тоа нема никој да го дозволи. Добро, мислам дека од режија ми јавуваат дека треба да наскоро да почнат вестите. Терминот истече. Ви благодарам што бевте гости, благодарам на Хани на гостувањето. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со вестите на телевизија Нова. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете за да вас. сте саркастични колку што дайте уште една минута Мој реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го знаев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ама молам режија.